Драги браки и сестри, годинава се навршува 25 години од хиротонијата на нашиот почитуван и возлюбен владика, митрополитот Повардарски, господин Агатангел. Ако направиме една прегледна ретроспектива на изминативе 25 години од неговата архипастирска дејност, ќе видиме дека станува збор за еден исполнет и многу богат живот, за една биографија што како метален печат цврсто и силно е врежена во историското сеќавање на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. За една дејност која е неминувана и значена етапа од едно турбулентно време за нашата татковина Македонија и за нашиот македонски народ, за една татковска духовна посветеност која посредно и непосредно ги допираше нашите животи и истовремено со својата грижа ги обликуваше и надоградуваше нашите личности. Сите ние расневме покрај митрополитот Агатангел. Растот и развојот е природна и нормална појава за се што постои во овој од Бога создаден свет. А наша неизмерна среќа е тоа што покрај себе го имавме човекот што со жива вода ги квасеше и пазеше нашите души, нашите кршливи духовни стебла, не дозволувајќи во сиво и неизвестно време да бидат одвејани од дивите бури и ветрови. Владиката Агатангел ја започна својата архипастирска мисија во далечната 1998 година, кога најпрво беше поставен за викарен епископ на тогашниот поглавар на Македонската православна црква, блажено упокоениот архиепископ Охридски и Македонски, господин Михаил. Во овој краток двегодишен период, митрополитот Агатангел ја формираше хуманитарната дејност Дјаконија, која долги години успешно работеше и која со децении преку своите 3 црковно-народни кујни, 2 во Скопје и 1 во Велес, секојдневно обезбедуваше топол оброк и облека и секоја друга помош за нашите сиромашни браќи и сестри, без разлика на нивната верска или национална припадност. Во склоп на Дјаконија започна да работи и успешна и значајна издавачка дејност, која подоцна се пренеси и го доживеа својот зенит во Брегалничката, односно во Повардарската епархија. Преку Дјаконија и преку едицијата Свети Ѓорги Полошки, втората издавачка дејност која владиката ја покрена во Повардарската епархија, беа издадени од печат над 100 дела од големите свети оци и учители на црквата Христова, кои за прв пат беа преведени и пласирани пред македонската читателска публика на современ македонски јазик. Во овој период, под духовно раководство и со иницијатива на Дедо Агатангел, за прв пат беше извршена и првата групна крштевка на реката Матка покрај Скопје. Групните крштевки и венчавки, кои подоцна почнаа да се извршуваат во Повардарската епархија, се одржуваат периодично и до ден денеска, а вкупниот број кој ја примија христијанската вера и кој го добија дарот од Светиот Дух, изнесува неколку илјади верници. Кога се ќе се собере, не е претерано ако кажеме дека преку раката на митрополитот Агатангел, во изминатиот 2,5 деценијски период, во Македонија се има покрстено еден цел мал град. Само овој податок е сосема доволен за некој трајно да влезе во историјата на еден народ. Митрополитот Агатангел воедно е и голем градител и обновител на цркви и манастири во Македонија. Не постои град, село или приградска населба во епархиите кои тој лично ги возглавувал, а во нив да не било изградено нова црква, да не било обновено и сочувано од распаѓање некое старо и древно светилиште, да не било доградено и изградено нов манастирски конак, да не било украсено и уредено нова и современа помошна црковна просторија. Како еден пример, што е добра илустрација за успешноста на ова поле, можеме да го земеме само градот Велес, каде се изградија 4 сосема нови цркви, а истовремено беа обновени со додадени нови градежни содржини, старите и веќе постоечките велешки храмови. Истата градителска постапка, како добар и корисен урник,
се повторува и во останатите градови и села во Повардарието и во Брегалничкиот регион. Во 25 годишниот период од неговото епископско службување, митрополитот Агатангел со целосна пожртвуваност и посветеност ја дели и разделува сета своја духовна енергија пред духовните потреби на конкретниот човек, свесен за својата одговорност пред татковината и пред својот македонски народ, верен на древното црквено предание, личноста на митрополитот Агатангел е цврст беден браник на спасоносната Христова вистина, но и на македонските национални и црковни интереси. За него основна задача е да го шири учењето Христово, односно Словото Божјо, кој преку своите спасоносни пореки повеќе од 2000 години гради мостови, духовно обединува и создава траен мир и разбирање меѓу народите во светот. Кога секе се собере и сумира, откако многу зборови, дела и постапки ќе поминат низ ситото на времето, со чиста мисла можеме да заклучиме дека покрај себе сме имале решителен и посветен борец, перфектен и мудар организатор, на Бога во се верен молитвеник, ангажиран проповедник и мисионер, но и даровит и сочувствителен човек. Сигурен сум дека уште долги години ќе сјае личноста на овој наш црковен великодостојник и македонски православен духовник. Македонија и македонскиот народ во времето што доаѓа ќе можат да се дичат и гордеат со овој наш македонски владика и архиереј. Неброени се делата, заслугите и добрите примери на господин Агатангел, кои остануваат во наследство на нашите потомци, а за кои сум сигурен дека вечно ќе бидат паметени, препрочитувани и чувани како вредно и скапоцено национално благо во македонската духовна, културна и општествена ризница. Сите ние сме му благодарни на Бога што покрај себе за свој духовен раководител го имавме неговото високо преосвещенство, митрополитот Повардарски господин Агатангел. Неговиот живот е прекрасен украс на нашата татковина Македонија и на Светата Македонска православна црква Охридска архиепископија. Искрено и од срце му посакуваме многу здравје, мирна и спокојна иднина. Уште многу години и уште многу лета Господ нека го крепи и закрилува со својата десница, нека го штити, утешува и умудрува. Нека го пази и нека ни го чува од секоја напаст и од секоја зло. Ние, неговите соработници, направивме едно мало илустрирано четиво, каде прегледно се наведени сите негови дела и достигнувања и каде се одбележани сите битни точки и етапи од неговата богата и содржајна архипастирска дејност. Топло ви ја препорачуваме оваа монографија, каде сублимирано се оцртува ликот и делото на митрополитот Агатангел. Овде, преку избрани фотографии, накратко е раскажана една неповторлива биографија, едно житие на еден скромен христијанин, според кое во иднина секој што ќе сака да заседне на тронот на великите Христови апостоли и да стане епископ и духовен раководител на доверениот му народ, ќе мора да ги отвори овие страници и да го провери и измери секое свое достигнување. Искрено се надевам дека ќе имаме можност во годините што предстојат да бидеме сведоци на уште поголемо умножување на талантите кои неизмерно му се дадени на нашиот сакан владика, зашто Бог вели дека секому што има ќе му се даде и примножи. Нека ни го поживее Господ уште долги години нашиот возлюбен Агатангел, а неговите молитви нека ни бидат за утеха и спасение. Ви благодарам за вниманието.